коешката Елизабета, која што се наоѓа негде на територија на општина Карпош. Во права ли сум, Елизабета? Добро утро. Точно така, денеска се наоѓаме во општина Карпош, во близина на општинските бараки, меѓутоа во дворот на основното училиште Лазар Трповски. Би нагласила дека ова е еден од најголемите дворови на основно училиште, станува збор за некаде од прилика 11.000 метри квадратни. Добро утро, градоначалник. Добро утро и поздрав до гледачите. Благодарам што сте тука со Вајлево. Имаме многу новитети од минатиот пат кога се видовме. Досега се случија интересни работи во општината за кои што би сакале да зборуваме. Еве за почеток јас би почнала со буџетот. На интересен начин го креирате буџетот, ги повикувате сите граѓани да учествуваат и тоа преку онлайн дебата, преку предлози на начин на кој што сметаат дека треба да се користат нивните пари за нивно добро. Како го планирате ова? Добро, ова е веќе трета година, мислам, како вака го креираме буџетот. Практично објавуваме и онлайн анкетен прашалник. До вчера, по моите информации, околу 450 луѓе го имаа пополнето прашалникот. Мислам дека до завршување на прашалникот уште во овие неколку дена ќе стигнеме до можеби двојна бројка. Тука граѓаните ги пријавуваат работите кои што тие мислат дека треба да бидат дел од буџетот, а произлегуваат од нивните проблеми во секојдневието. Така да најчесто доминираат инфраструктурните проблеми, екологија и урбанизам. Така да покрај ова, општината прави и теренска анкета на 1100 испитаници секоја година овој период, исто така за да добиеме информација кои се потребите на граѓаните, за да може да планираме во буџетот. Имајќи во предвид дека општината ја наследи прилично задолжена и во тешка финансиска кондиција, ова е начинот на кој што оние средства кои што ги има општината ги насочуваме точно на правото место, онаму каде што се најмногу потребни за потребите на граѓаните. Мислам дека на овој начин веќе трета година поред ќе добиеме квалитетен буџет кој што навистина одговара на потребите на граѓаните. Со каков буџет располага оваа година општина Карпош? Оваа година се уште треба да го добиеме писмото од Министерството за финансии, бидејќи тој варира секоја година поради законските одредби кои што бели просекот од трите години реализирани приходи плюс 30%. Така да мислам дека нешто пониско од минатата година, меѓутоа и ние дел од долговите од минатата година веќе сме ги расчистиле, со што се ослободува дополнителен простор за планирање на средствата. Споминавте во кои три сектори најмногу се интересираат, може ли нешто поконкретно да најавиме што ќе се реализира? Јас би одвоил неколку работи. Најпрво продолжување на паркот кој што веќе го расчистивме со град Скопје до крајот на Илинденска, 65 до 70.000 метри квадратни парк. Очекувам тој да го финишираме оваа година, 2021. Веќе е завршен, малтене финалните проверки се прават на основниот проект за спортската сала Партизан, кој што треба во 2021 да почне со реконструкција финансирана од Агенцијата за млади и спорт. Она што е дополнително битно е дека општината донесе и развојна програма за комплетна реконструкција и санација на целиот плочник во Порта Влае, кој што е 18.000 метри квадратни, ќе биде финансиран целосно од општината. Тој е еден од поголемите зафати кои што ќе го имаме наредната година. И би сакал да ги истакнам оние две работи кои што влегоа во ребалансот на буџетот на државата. А се побарање на градот Скопје со поддршка од општина Карпош, тоа е пробивање на мостот на улица Љубљанска од Сити Мол преку Вардар до клучката кај Бардовци и Злокуќани, што е навистина капитален проект. И вториот проект кој што исто така влезе во ребалансот на републичкиот буџет, тоа е клучката кај Хубомаркет и кај Момин поток. Тоа се практично кружен тек и една така наречена труба сообраќајна, тоа е клучка, кој што сум убеден дека сериозно метежот во градот, не само во општината, ќе го растератат. Со тоа ќе се придонесе кон помалку губење на време во гужви на граѓаните и помало загадување, бидејќи возилата полесно ќе транзитираат. Општина Карпош доби и средства, бидејќи имавме спремни сериозни проекти од Светска банка преку Министерството за транспорт и врски, а и на друг повик од Светска банка за 5 улици кои што ќе се реконструираат комплетно во наредната година. Тоа е улицата Париска, Шекспирова, Гиго Михајловски, Иван Аговски и Мирка Гинова. Така да тоа се едни од најфреквентните сообраќајници кои што ќе бидат реконструирани наредна година. Така да сериозна офанзива ќе има во последната година од мандатот.
Градоначалник на само еден месец пред новата година актуелно е новогодишното украсување, на големо се збори за ова. Некои од општините се откажа од новогодишно украсување, ги пренаменија средствата. Каква е состојбата во општина Карпош? Добро, за нас тоа беше реално, да бидам искрен, клише, веќе целосно откажување од китење за некаде да се донираат парите. Така да ние одлучивме оваа година да правиме некој баланс. Не може да се правиме слепи дека не гледаме што се случува со светската пандемија која што предизвикува и економска криза. Затоа одлучивме од 2 милиони денари планирани како минатите години за китење, 600.000 денари се потрошат за китење, символично, да го одржиме духот на новогодишните и божикните празници, во овие тешки времиња малку да ги разведриме граѓаните, додека останатите 1.400.000 денари ќе одат за набавка на прочистувачи за воздух во градинките и училиштата. Во градинките веќе сериозно комплетиравме со општествено одговорни компании во изминатите 2 години. Сега да го докомплетираме кругот во градинките и плюс да влеземе во училиштата. Мислам дека на овој начин и ќе помогнеме онаму каде што треба со прочистувачи и дополнително ќе го задржиме духот на божикните и новогодишните празници. Од 600.000 денари очекувам да се намали цената на тендерот, така да верувам дека за добра цена карпошани ќе можат да ја почувствуваат новогодишната атмосфера. Би сакала да ве прашам и едно малку повеќе политичко прашање во однос на изјавата на поранишниот претседател Бранко Црвинковски, кој што повикува да се оградат членовите на СДСМ од партијата, меѓутоа повикува и на свикување на централен одбор. Каков е вашиот став? Јас, да бидам искрен, сум премногу фокусиран на проблемите и работите кои што ги имам во општината. Нормално посветувам внимание и на генералната политика, тоа е логично како политичар, меѓутоа доминантно сум овде фокусиран. Не би коментирал нешто повеќе, јас сум и член на раководството на партијата, така да сите мои размислувања, идеи и ставови кои што ги имам на оваа тема, ќе си ги кажам таму. Ви благодарам за денешното вклучување во утренски брифинг. Благодарам и на вас и поздрав до сите што не следат. Ние се одјавуваме од тука, од општина Карпош, доколку нема прашање од студиото. Благодарам, Елизабета. Нема прашање од студиото, бидејќи доби, како да кажам, инстантен одговор од градоначалникот, запрашен за националните теми, а не само за општинските преокупации. Бидејќи општинските преокупации предпоставувам се во центарот на последната година на неговото занимавање со градоначалничкиот мандат. Мене ми се чини добар градоначалнички мандат.